човек кој знае каде ќе нападне. Личи на некого. Личи на некого. На кого личи? Самиот со себе ли зборуваш, Димитри? Кој е овој човек што знае каде ќе нападнеме? А, Иван? Не знам јас, бе, Димитри. Има некој шпион меѓу нас. Не. Не е можно да е некој од нас. А Јорги? Што е со неговите луѓе? Па можно е да се луѓето на Ѓорги. Што зборуваш, бе? Што ако не внимаваме, бе? А? Дојди, вие, внукот на млекарот, Намик. Губивте него, нели? Губивте ли, кажи? Губив Димитри. Кажи ја вистината, бе, губивте ли? Губивме Димитри, телото му го фрливме в река. Алекс, зошто толку рано се разбуди? Како рано, бе, дедо? Воопшто не заспав. Што? Зошто не заспа, бе, синко? Дедо, извини, ама многу сум ти лут. Сакаш да ти кажам зошто? Нека е заедно, кажи. Зошто си се налутил? Дедо си зборувал со Рами сега и сега Зарифе не сака да зборува со мене. Алекс, остави ја таа работа. Ако не зборува, нека не зборува. Подобро е ова работа вака да остане. Како е подобро, дедо, вака да остане? Воопшто не ме жалиш? Воопшто не ме жалиш? Те жалам. Ама добро бидна што кажа. Абе, море, знаеш ли дека керка му на млекарот Рамис е муслиманка? Знам, дедо, знам девојката е муслиманка. Велиш дека знаеш. Велиш дека знаеш, ама правиш глупави работи. Знам, дедо, знам. Правам глупави работи, ете. Алекс, види ваму, синко. Остави таа така, нека знае. Нека те заборави, нека се оддалече од тебе. Ќе се упропастите. Не може така, бе, дедо. Јас морам да ја кажам на девојчето што е и како е. Не може така, јас морам да ја кажам. Кажи. Кажи, кажи, неќе да зборува со мене. Алал де е на таа девојка. Браво. Каква асална девојка била. Алал де е на девојката, алал де е. Дедо, Сега, девојчиња, ќе слушнете советот Дада. Што ќе правиме? Ќе слушаме советот Дада. Аха, сега ќе ви кажам нешто многу важно. Како прво, никогаш не треба да им се верува на машките. Воопшто никогаш не треба да им се верува на машките. Не треба. Зошто не треба? Затоа што машките се лажговци. Што се? Машките се лажговци. Да, се лажговци. Машките се лоши. Машките се лоши. Машките во ред поточно на христијанските машки воопшто, ама воопшто не треба да им се верува. На кого не треба да му се верува? На христијанските мажи не може да им се верува. Да, зошто? Зошто? Христијаните се верени за христијанки и само ги лажат муслиманките. Што прават тие? Ги лажат муслиманките И друго што? и ги тераат да плачат. Така е. Што правиш ти овде, Зарифе? Ништо, Дадо, зборувам со девојчињата. Дада ни раскажува за машките христијани. Се уште ли зборуваш за дечкото христијанин? Колку будала девојка си ти? Прибери си го паметот. Аха, срамота е, Дадо, ми го кршиш срцето. Срамота е тоа што го правиш ти. Што правам јас, Дадо? Не ме тере да зборувам сега пред девојчињата. Хајде, девојчиња, вие симнете се долу, ајде. Ке зборувам со Дада Зариф, ајде. Ајде. Ова не оди вака, Зарифа, едно по едно секи му кажам на тато. Жити Бога, Дадо, те молам, немој ништо да му кажуваш на тато. Не, Зарифе, ако продолжиш вака, ќе му кажам и готово. Дадо, ќе умрам. Види, јас го заборавив него, и името му го заборавив. Како се викаше? Не, ете, гледаш, не му го знам името. Готово. О, девојчиња мои, дојдете да ве видам, дојдете. Ајде да видиме. Јас сум спремен, Рами Сага. Браво, Хасанцине. Хатиџе нека помогне за стомните. Јас да зборувам со мајка ви и ќе дојдам. Мајка ви рече слушна. Слушнав, како не слушнав? Фатма.
Фатма, нека ни е со среќа, нека ни е со среќа. Јас кога го слушам овој збор од тебе, секогаш ни се случува нешто лошо. Нема да се случи, слушај. Кажи, Намик се спаси. се спаси ли? Епа, сега командантот Джезми викал некого од Истанбул што го познава Намик. Кого викнал? Види, слушај, влеговме во канцеларијата на командантот, 101 човек, свртен со грб. Замисли да се свртеше, да речеше овој не е Намик. Готови сме. Леле, Еле. Сега човекот вака стои. Види, онака полека се сврти, се сврти, гледа. Не, доктор Мустафа рече. и? Зошто? Зошто? Зашто биле пријатели, уште од детството. Навистина ли? А на кајмакамот му бил од... Од училиште. Да, од училиште биле другари, тројца другари. Се спаси. Му благодарам на Бога, сине, Господ те спаси. Благодарам, тетко Фатма. Веќе, ова дете е наш син, нели Фатма? Така е. Да, јас велам дека треба да се грижиме за него, да му најдеме некое добро девојче и на крајот да го ожениме. Што? Не разбрав. Прво да ја омажиме Хатиџе. Види сега ја што мислам. Ти кажи му на Хасан вечерва нека дојде со Меријан да зборуваме за свадбата. Може. Ама сепак ти најде му некоја добра девојка. Не ли Вахиде? Добро велиш тато, треба да го ожениме Намик. И онака тој си има своја сакана. Има сакана? Има тато. Јас ја видов, зборуваа во чаршијата. Вака црна, една слаба. Интересна девојка, интересна. Хасан! Каде е Хасан? Хасан? Што се случи? Каде е Хасан? Хасан? Што се случи, бре? Што се случи? Му се лизна од рака, падна тато. Господе Боже. Не сакав да се истури, ама ете. Овде го фрливме телото. Проверете на секаде. Оди. Само ако не ја кажувате вистината. Димитри, Што има? ништо нема овде. И овде нема. Се колнам дека го убив. Одиме, ајде. Мајко, јас да земам малку воздух. Овде не можеш ли да земеш? Овде земи воздух. Мајко, си вела малку да излезам. Ти оздраве и стана паша. Вчера не беше ли ветеран? По кого одиш? По Арами или одиш на вежба? Не, каква вежба, мамо? Остави ме, веднаш ке се вратам. Дојди додека си суши. На кого му велам јас? Со себе ли зборувам? И јас не знам, мамо. Добро. Хасан, слушај ме добро. Те слушам, Рами Сага. Ќе ти раскажам како ќе бидеш добар млекар. Ајде, кажи ми, Рами Сага. Како прво, млекарот треба рано да стане. Млекарот треба рано да стане. Второ, млекарот е чист. Млекарот е чист. Насмеане. Насмеане. Да видам рацете? Тесни ти се рацете. Како ќе ги носиш томните, бе? Ќе ги носам, Рами Сага, ти не грижи се. Што рековме? Ајде да те видам како ќе се смееш. Уште малку. Рамиз Ефенди, добро ти утро. Види сега, пази. Добро утро, господјо Бедија. Добро утро. Видели, не ја мрдај главата, смеј се. Јас да го донесам млекото. Зарно да е, шивачот Хасан станал млекар, а? Ќе биде, господјо Бедија. Аман. Пресно млека, повели. Севте од тебе, беричетот од Бога. Амин. Господјо Бедија, за малку ќе заборавев. Дојди.
сакам нешто да ти кажам. Кажи, повели Рамиз ефенди. Намик го знаеш, намик. Да. Да му најдеш некоја добра девојка за него. Па да му најдеме Рамиз ефенди. И онака сите девојки многу го бендисуваат. Намик, сите зборуваат за него. Ама и во право се. Господ го засакал и го создал. Со вита става, со убави очи. Многу си е лично детето. Машала. Така е. Чи внуке, има на кого да личи. И за него, машала. Ајде. Така ли? Ајде. Ке му најдам, не грижи се, ке му најдам. Ти благодарам. Видели бе, еј. Вахиде, нема ли да зборуваш со мене? Не, немам што да зборувам Само со тебе. затоа што една девојка застани зборуваше со мене во чаршијата? Една девојка ли? Ти на својата сака не велиш една девојка намик? Таа девојка не е моја сакана. Јас не ја ни познавам. Така ли? Да, вистина е. Сум ми заличил на некого и ми зборуваше. Изгледа не си заличил баш добро во чаршијата. Среде ноќ покрај река ли текна да одите, а? Господ нека ја напомош намик. Ти мене ме следиш ли, Вахиде? Губи се, оди си сега. Безобразен лажко. Не е како што мислиш. Така ли? Како било, кажи ми тогаш, а? Кажи ми. Не можам да кажам. Па не можеш да кажеш, знам. Не ти тикнува некоја лага, нели? Добро, бре, ајде смири се веќе. Безобразен лажко. Од дента кога дојде лажеш. Јас сум виновна. Глупава јас, глупава. Не требаше да ти верувам. Не кажувам никаква лага, не ме слушаш ти мене. Што да те слушам? Ме гледаш во очи и ме лажеш мене. Од дента кога дојде постојано лажеш. Ниту малку срам да се немало, бе? Каков маж си бил ти? Не можеш да речеш имам сакана, не можеш да бидеш маж. Тргни се сега. Вахиде? Мустафа? Јас дојав кај вас. Зошто доаѓаше бе ти кај нас? Како зашто дојав кај вас? Така ете. Зошто? Ке стоиш подалеку од Зарифе. Слушна ли? И ти си лажго. Сите сте исти. И ова ти е за Зарифе. Што е, бе? Се налоти. Хасан, каде застанавме? До третото. Во третото. Убаво. Млекарот треба да вика гласно. Млекарот треба да вика гласно. Да вика вака. Млекар! Ајде, пробај. Јас да пробам, може ќе успеам. Еве. Млекар. Што рече бе ти? Млекар. Не слушнав. Млекар! Ете, виде? Што направи Рамиз ефенди? Ајде да видиме, Хасане, да те видам. Ајде со среќа. Еј. Држи го, бе! Држи го, ти реков! Господе! Јас носам по куќи, тој тура на улици. Земи го тоа. Не се продава тоа млеко, бе. Господе, помогни ми, бре, Господе, нема млеко, нема ништо, ајде. Не сакај, не сакај, се истори. Алекс. Јас ја сакам Вахиде. Знам дека е невозможно, ама ја сакам. Тоа е тоа. Многу ми е тешко поради сето ова што го прави. Ја сакаш, а? Јас ја сакам Зарифа. Моето уште поневозможно. Јас сум христијанин. Мисли дека јас сум верен. Нема такво нешто, велам. Ја откажа веридбата. А таа вели те мразам, не зборува. Што ќе правим? Јас знам што треба да се прави. Треба да ги тепаме, тогаш ќе сватат. И јас исто мислам. Ѓаволот ме тера да ја фатам и да ја тепам и седе и раскажам. Ама тоа не може, не личи. Секако дека не може. Мустафа, ај ти зборувај со Зарифа.
Кажи и слушај го, Алекс. Нека ти објасни потоа, ако не сакаш, не зборувај. Таа тебе те сака. Зарефе би ме послушала мене? Ќе те послуша. Ти велам дека те сака. Во ред? Вахиде? Добар ден, дада Меријам. Добар ден, Вахиде. Дојди да ти направам едно кафе. Добра. Седни да ти направам кафе, веднаш доаѓа. Добре дојде, Вахиде. Добре дојде, Вахиде. Добре ве најдов. Како е братучетот Намик, Вахиде? Добар е, добар. Многу добар е. Тој бекер ли е? Бекер е, зошто прашуваш? Многу ни се допаѓа Намик. Значи многу ви се допаѓа Намик, а? Да, многу е убав. Па штом ви се допаѓа Намик, со него да си го пиете кафето. Каде оди оваа вака? Не знам, многу чудна девојка. Се однесува како машко. Огледалце, кажи ми дали има поубава од мене на светот? Што ви се случува на вас? Хатидже! Повели, мамо? Ти не музиш млеко султанке? Керко, убавице! Зарифе музи, мамо. Лош Алекс. Верен Алекс. Чекај бре, молчи. Никаквец. Не знам ја што бил тој. Зарифе? Повели. Со лесно нека ти е. Јас токму тебе те барав. Денес зборував со Алекс. Кој Алекс? Зарифе, колку луѓе се викаат Алекс? Викот на ветеринарот, нашиот Алекс. А тој е Алекс. Јас па сум заборавила за кој зборуваш. Тој се викаше Алекс, нели? Требало да зборува нешто многу важно со тебе. За 2 часа ќе те чекал под големиот чинар. Зарифе, ме слушна ли? Види, ќе те чекал, ти реков. Многу е важно. Добро, слушна. Многу важно. Многу важно. Оди и види се со него. Добро, ќе одам, добро. Благодарам. Држи го ова. Ти внимавај на ќамуш, добро? Јас да го однесам млекото, ќе дојдам. Добро, Рами, сага. Ајде, со лесно. Така. Лекар! Што така шивачу, Хасан? Млекар ли стана? Да, млекар станав. Да ти дадам малку млеко? Дај да видам. Јас да направам едно сефте. Да си жив, бе, попе. Ама прво треба да најдам едно канче. Па, најди. Лекар! Што се случува таму, бе? Што прави овој лучивач? Што да прави човекот Џабар Ефенди? Му го зема дуќанот, му ја растури тезгата. Со своја подси заработува пари. Господ гледа. Која заслуга, бе? Овој сиромах млекар си ја дал ќерка му на овој лучивач. Овој лучивач сега стана лут млекар. И што се случува сега? Старите коски се зајакнуваат со млеко. Млекото е убаво за старци. Млекото е убаво за стари коски. Гордост му е на млекарот да ти ги скрши коски. За мене ли го кажа ова? Не. Казан си кој, гледај си работа таму. Чекај. Вие толку сиромашни, како ќе направите свадбата, бе? А? Џабар Ефенди, ти што велиш за свадбата? Велам дека малку тешко ќе направите свадбата. Ќе направам свадба и тоа со музика. И тоа знаеш каква музика? Музика што ќе те натера тебе да играш. Ќе играш ли? Играм. Ветуваш ли? Ветувам. Кажи пак, ќе играш ли? Ветувам. Слушнавте, нели? Ете толку. Алал да ти е, татко. Ќамуш, каде е колата? Еве овде. Каде е колата и Ќамуш, бе? Овде беше, овде. Ќамуш! Држи ги овие. Ќамуш! 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 Ќамуш!
Што правиш ти овде сама? Зарифе? 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 Алекс, Зарифе, што правиш? Дојде да зборуваме. ете, зборувај со кравата. Не за да го кажеш проблемот. Кажи што сакаш да кажеш. Од сега вака. Што? Зарифе? Зарифе? Рами сега? Денес може сум направил некои мали грешки. Ама тоа е затоа што сум нов во ова. Ама утре нема веќе да правам грешки. Ред, не? Добро, добро. Ајде, пријатна вечер. Асан! Дојди ваму, дојди. Дојди, ќе заборавев. Отвори ја дланката. Денес ова е твој дел. Отвори кога ти Не велам. може Рами сега. Отвори раката. Не може Рами сега, уште од прв ден. Отвори бе. Бе. И... Благодарам Рами сега. Падна. Хасан, земи ја после ручек Мерием и дојди. Да зборуваме за свадбата. За свадбата? За свадбата. Тоаш после ручек да ја земам Мерием и да дојдеме кај вас да зборуваме за свадбата. И јас вечер така да ги оставам децата дома, ама ако ги оставам сами дома, па децата може да направат глупости, ќе ги оставам да не дојде некој друг, а јас ќе дојдам. Хасан, 5 по 6? Ние сме 7 луѓе. 4 по 8? Добро, вечер ќе дојдеме. Ајде, пријатна вечер. Не требаше ли да ја дадам, господе? Јас му ја дадов черка ми, а ти дај му памет. Оди ме. Ајде. Фатма, да ти се позлатат рацете. На здравје. тетко. Ајде, донеси го веќе благото, ајде. Добро, мајко. Ајде, со лесно нека ви е. Бргу, Вахиде, донеси. Дојди ти малку. Дај и на мајка ти. Ти благодарам. Каде е благото на Намик? Не му дадов јас на него благо. Сега јас ќе му дадам, дадо. Чекај, Зарифе, чекај, дадино, јас ќе му однесам. Сега ќе ти донесат и тебе. Вахиде, побргу. Боже, како го заборавив јас твоето благо Намик. Во чаршија ја видов Бедија. За тебе и кажав. За мене ли? Да, за тебе. Зошто чичко Рамис? Донеси. Повели, Намик. Земи, синко. Благодарам, Вахиде. На здравје, Намик. Вахиде, овие ги направи со своји раци, јадете. Да ти се На позлатат здравје. рацете, ќерко. Гулапче му е. Како е, Намик, ти се допадна ли? Да ти се подлатат рацете. Ајде, јади. Јади, сине, ајде. Снага имаш кога си најаден, ајде. Сега Намик, Бедија рече дека на сите девојки во селово ќе им се допаѓаш. Постојано зборувале за внук му на млекарот Рамис. Ама чичко Рамис... Што, чичко Рамис? Слушај, што ќе ти речам. И слушај и јади. Сега, кратко кажано, Бедија ќе најде некое добро девојче како за тебе. Девојка, убава девојка. Што? Девојка. Јас немам намера да се оженам, чичко Рамис. Ау, така ли? Значи немаш намера да се ожениш? Не сакав така да речам, Вахиде. Ти што се мешаш, ма? Што знаеш каква му е намерата на детето? Молчи, ајде, уште е млад. Добро велиш, мајко. Па тој е уште млад. Може би уште сака малку да се поигра. Нели е така, Намик? Како зборуваш ти така? Молчи, срамота. Ајде, јади. Јади убаво. Се засетив, чичко Рамис. Види, ќе ти умрам ако не јадеш. Навистина доста Ќе ти умрам. Да умрам, ќе се ожениш, ти треба. Јади. Вахиде, донеси ми мене малку благо. Ти не јади повеќе. Зошто, мамо? Нели ти ќе се омажеш, дадо? Затоа вели мама. Ти треба
Како намек да ослабеш. Добро вечер. О, Хасан, дојде. Добро вечер. Добре дојдовте. Има благо, дојдете. Чичко Рамис, јас треба да одам кај Диловер. Поздрави го од мене кај Макабот. Ќе го поздравам, да. Ајде. На сите пријатна вечер. Во е? Јас сум Марија, ајде отвори. Добре дојде, повели. Имаме гости. Сите сме гладни. Сготви нешто за нас. Во ред, бате. Ајде, повелете. Го даде кафето, ајде оди. Не треба да гледаш како го пие. Се мислев. Што мислеше, мажу? Штом нашата ќерка Хатиџе ја дадовме за син ми Хасан, Ја дадовте. Ја дадовме, молчи. кога да ја направиме свадбата? Тоа се мислам. Кога да ја направиме, татко Рамис? Па то ти молчи, тој ќе каже. Добро велиш, Меријем. Ти молчи, тој ќе каже. Доврши си го зборот, мил мој. Благодарам, Фатма. Ништо де. Се мислев за свадбата. Така е, свадбата. Свадбата. Точно. Најдобро на кај лето. Не ми го прекинувај зборот. Добро мислиш, на кај лето. Најдобро е така. Се мислев. Одлучив другата недела ја правиме. О, другата недела Хатиџе има свадба. Хатиџе. Што правите вие? Тргнете се вие. Ти полудели, човеку. За инет на Џабар Ефендија, оваа недела ќе направам свадбата. Што велиш ти? Полудели? Размислив и се затвори темата. Како се затвори наеднаш? Како ќе направиме свадбата? Има моминска, алишта, има ручеци, јадења, садови. Не знам јас за тоа. Јас се смислив. Останатото вие мислете го, господјо Фатма. Ке има гости. Ова, тоа, ручеци, јадења. Ќе направиме, мајко Фатма, ќе направиме. Што е една свадба? Еден тапан, една музика и ете ти свадба. Само тапан, јас ќе пеам. Треба тапани, музика, момински алишта, чеис, работи, јадења, ручеци, покани, гости. Фатма! Размислив, готово е. Ама треба ова, тоа, многу работа имаме. Има важна вест од Петрус. Падишахот Абдул Хамид испратил нов паша во Македонија. Масхар паша. Нека е со среќа. Како што рече Петрус, овој паша бил многу строг, многу лош човек бил. Ќе превземал многу строги мерки. Што има врска тоа со нас, Димитри? Проблемот на Петрус е со тутунот. Осмалиите, ако се вознемират од нередот, ќе ги притиска селаните да се симнеме од планина. Тогаш трговците на тутун како Петрус, тогаш ќе имаат шанса да се одморат малку. И ние ќе бидеме спокојни. Тоа е работата. Што си наумил, Димитри? Јас сакам да приредиме пречек на пашата, Иван. Кога ќе дојде пашата, секоја вечер ќе напаѓаме по едно село. Секоја вечер, без да престанеме. Ќе чекаме до крајот на неделата. Ќе помисла дека сме се смириле, дека сме се разотишле. Кога ќе дојде пашата, одново ќе почнеме со нападите. Секоја вечер по едно село. Од каде мислиш да почнеме, Димитри? Ти што велиш, Јорги? Да почнеме од селото Тетиклер. Тие се сите тутунари. Така ли? Црни Јорги е во право, Димитри. Сите од селото Тетиклер се тутунари, сите. Добро. Од таму да почнеме тогаш. Селото Тетиклер. Значи во сабота. Договорено. Чичко Рамис личи на добар човек. Да, добар е. Ама дали е наивен или паметен, не ми е јасно. Чичко Рамис е многу добродушен човек, а и многу е паметен. Мустафа, веќе си слободен. Можеш да останеш колку што сакаш како внук на Чичко Рамис. Намек внук на млекарот. Веќе до крајот на животот да живееш овде, никој ништо нема да ти рече. Тоа е така. Музафер,
Како ќе ти се одолжам јас тебе, брат? Да беше ти немаш истото да го направиш, Мустафа. Ти благодарам, брате. Кога планираш да се вратиш во Истанбул? Вечерва. Уште малку ќе тргам. Вечерва ли? Зошто толку брзаш? Не е добро Музафер да остане овде, Мустафа. Ако се дознае дека се знаеме од порано, се ќе биде залудно. Во право си. Ајде. Да си жив, брате. Среќен ти пат. Фала ти на тебе, Дилавер. Мустафа? Брате. Ајде. Музафер. За мајка ми и мојата Ферида. Не грижи се. До последен здив нема да ја заборавам оваа добрина. Нека ти отворам патот, Мустафа. Намик. Среќен ти пат, брате. Добра ноќ, Фатма. Ама има моминска, има алишта, јадење, пиење. Јас ќе спијам. Спи, ама ќе има будење, давење, така да знаеш. Повторно почна. Зошто ќе ме удавиш мене? Како не знаеш зошто ќе те удавам тебе? Ти пробуваш да ме удавиш? Зошто свадбата не може да биде на крај на неделата? Ти воопшто ли не ме слушаш? Слушај, треба моминска, облека, јадење, пиење, тапани, музика. Треба јадење, садови. Леле, Фатма, колку зборуваш? Кога ќе заврши јадењето има садови, има пријатели, родини, покани. Треба да се поканат луѓето. Земи воздух, може да се удавиш. Зарем има време за дишење? Има уште ова, тоа. Каде одиш бе човеку? Имаме уште многу работа. Ти најди си поможник, а јас ќе земам воздух. Добро. Добро велиш. Има и помошник. Од возбуда не ме фаќа сон. Вие спиете ли? Не, Дадо. Не дозволуваш да заспиеме за да спиеме. И са бајле запна, свадба па свадба. Хајде веќе спи еднаш. Ви велам дека не можам. Кога ги затварам очите, сонувам како сум облечена во венчаница. Како да сум се качила на бел конј и сите ме гледаат. Тој конј сигурно е ќамаш. Како да сум во бајка. Во бајка си. После? Сите пеат песни, гостите играат, му даваат пари на Хасан. Потоа јас се силнувам од конјот. Хасан ме држи за рака. Многу возбудлив. Многу. Потоа јас влегувам дома, седам ете вака на кревет, го чекам Хасан. Ако сакаш не раскажуваш што ќе се случи после тоа, Дадо. Да, Дадо, нема потреба да знаеме, не? Потоа вратата вака крк се отвара. Не заспавте ли, мили мои? Господ те испрати тебе, татенце. Ете се легнуваме, тато. Ајде, легнете веќе, ајде. Помогни ми, Господе. Се залюби во една муслиманка. Ама нели, ти не создаде сите еднакви. Зарем ти не направи да се заљубам во неа? Помогни ми. Сакам една муслиманка, Господе. Помогни ми. Помогни ми. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин.
Многу сум возбуден, Мерием. Сон не ме фаќа. Епа не е лесно, бато. Толку години чекаше. Ето дојде денот. Ќе ја земеш Хатидже. Сега овде, другата недела, Хатидже, јас, децата, сите заедно ќе спиеме. Епа така? Да, куќата е малку мала, ама ќе се стуткаме. Ќе се стуткаме некако. Јас, Хатидже, ќе ја грабнам вака во преградки, Добро, бато, вака ќе ја добро. галам. Ајде на спиење, утре имаме многу работа. Ајде да спиеме. Добра ноќ. Ајде, лека ноќ. Млекарот рано легнува, млекарот рано станува. Ајде. Сон не ме фаќа. Не ме фаќа. Марија, што бараш ти овде? Мора да зборувам со тебе. Влези внатре, ќе зборуваме. Што има, Марија, кажу ми. Ќе нападнат уште едно село. Воопшто ли не престануваат овие? Кое село ќе го нападнат? Селото Тропалар, ноќта кога ќе дојде пашата. Морам да одам. Ако дознаат дека не сум дома, ќе ме убијат. Марија, Што е? зошто го правиш ова? Зошто го ризикуваш својот живот? Има многу причини. Обичам те. Истинската е, че сум влюбена в теб. Че те обичам. Јас не разбирам бугарски. Вахиде? Јас малку разбирам бугарски. Те сакала тебе. Така рече. Татичко. Добро утро, Хатидже. Добро утро, татенце. Добро утро, Вахиде. Добро утро, татичко. Добро утро, Емине. Добро утро, Пембе. Добро утро, Зарифе. Рамис! Проклет да не си Рамис! Добро утро, Фатма. Како ќе постигнеме се? Тоа кажи ми, те велам. 5 керки имаш, бе, жено. Добро утро на сите. Ете, имаш еден син. Ах, господе, дај ми совет, те молам. Иди, дојди и Мерием со децата. Сега ете 6 керки имаш и 6 машки. Ајде да те видам. Направи ја свадбата другата недела, бе. Млекар! 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 Седмиот. Овој не го број. Нема да ти користи. Овој сега ли се разбуди? Каде? Никаде нема да одите. Ние одиме. Не одите, ви реков. Зошто? Зашто имаме многу работа. Одиме, нели? Одиме. Јас ви реков не одите. Ајде сите внатре. Треба да зборуваме. Не одите никаде пред да зборуваме. Ајде. Прво, каде ќе живеат овие? Кај нас, мајко Фатма. Како ќе ги собере сите овие? Ние ја имаме собата на Хасан. Убаво ќе ја исчистиме, ќе направиме топол дом. Добро, во ред, може. Собата ќе се искречи. Почнала малку да се распаѓа. Добро, Меријан, не е важно. Во ред. Таа работа ќе ја направат децата. Рамис, навик. Второ, ќе се готви ручек за свадбата. Зарифе? Повели, мајко. Не спи, Керко. Те слуша, мајко. Добро. Од целото млеко ќе се направи јогурт. Добро. Трето,
Треба маси за свадбата. Бавчата треба да се накити со фенери. Погодете кој ќе направи таа работа? Во ред, мамо, ќе средиме. Браво за мојата керка. Девојчиња, вие помогнете и на Дада. Добро, мамо. Мерием. Ручакот заедно ќе го спремиме. Добро. Чекај сега, јас преминав од трето на второ. Од второ на четврто. Четврто ќе се прави орган. Добро. Завршили? Не завршив. Остана најважното. Што е најважно? Најважно е венчаницата на Хатиче. Фустани за Вахиде, Зарифе, Емине, Пембе и Мерием и за мене. Што? Што вели што? Старите ли да ги облечеме за свадба? Треба шивач. Од каде да најдам? Сине, тебе што ти е професијата? Млекар. Млекарите рано стануваат, млекарите треба да се насмеани. На млекарите треба да им се слуша гласот. Еве вака. Хасан, добре, доста, си научил. Ќе го побудалиш детето. Ајде толку. Не заврши ли, бе? Не завршив. Остана најважното. Преска не го кажа најважното. Има поважно од најважното. Дојди ваму. Дојди. Кажи што е најважно. Пари. Пари ли? Даде пари. Па немам пари, знаеш. Велиш свадбата да ја направиме другата недела, потоа велиш немам пари. Јас не разбирам што велиш ти. Најди пари. Не можам. Ќе најдеш? Не можам да најдам. Ќе најдеш ти велам, ќе најдеш. Не можам да најдам, ти велам. Од каде да најдам пари? Добра, ако не можеш да најдеш, не можеш. Договорено, женов, ти благодарам. Хасан, деца, ајде. Ајде, одиме. Ајде. Хатидже, ајде. Добро. Ако не можеш да најдеш, не можеш. Чичко Рамис? Молам? Јас треба да одам кај Дилавер. Добро, оди. Поздрави го од мене кај Макамот. Поздрави ми го кај Макамчето. Ќе го поздравам. Види што ќе ти речам. Откако ќе зборувате, оди во чаршија и купи бар. Дојди кај Хасан. Имам работа. Добро, во ред, не грижете се, ќе ве стигнем. Ајде, пријатен ден. Пријатно. Ајде да видиме. Симнете ги стомните. Симнете ги. Ајде, земете јакни, одиме во чаршија. Ајде. Во чаршија ли? Во чаршија. Ке купуваме, ајде. Немаме пари. Мојата керка еднаш се мажи. Ке направиме се што треба. Се што треба ќе купиме. Мамичке, дојди ваму. Да си жива, мамичке. Ајде. Алекс? Што бораш ти овде? Ја чекам Зарифе да зборуваме. Зарифе ли? Аха. Вчера не зборувавте? Зборував, дојде со крава. Со крава ли да зборувам? Смеј се. Иста е како таткој. Ова не бива вака, а? Јас имам една идеја. Чекај малку. Ти ја знаеш ли колибата што е погоре? Таа. Да. Сега, нели на ке пладне поминува таму. Ти ако и речеш
Намик, внукот на млекарот Рамис, вас ве бара. Нека дојде, нека влезе. Повелете. Како си? Благодарам, Дилавер. Имам важна информација за тебе. Димитри и неговите разбойници, нојта кога ќе дојде новиот паше, ќе извршат напад на селото Тетиклер. Што? Како го дозна тоа? И ветив на девојката дека никому нема да кажам. На девојката ли? Која девојка? Остави, не прашувай за тоа. Ама изворот е сигурен, верувај ми. Секако дека ти верувам, брате. Штом ти така велиш, само се зачудив. Да ги превземеме потребните мерки за вечерта кога ќе дојде новиот паше. Ти не грижи се. Ќе направам секако што треба, брате. Ајде сега ти држи ги овие. Ајде. Повели. И ти, земи да видам. На кого да ги дадам Еве и овие? овие. Земи и ти. Добро? Добро. Така. Земи ги овие. Тоа е се... Така. Добро. Пиши на сметка на млекарот. Ајде. Молам? Пиши ти, велам, на сметка на млекарот. Ајде. Ајде, излезете. Ајде, бе. Ајде. Стави го тоа. Ајде да направиме сефте. Ајде, одиме. Да пазариме. Што да правиме? Од ова треба. Треба од ова да пазариме, да. Повелете кај мака му. Сакам да направите тим од минимум 20 души од недобрите команданте. Особено изберете ги тие што се добри стрелачи. Може да ја дознам причината? Ноќта која поврзува сабота со недела до сабајле ќе дежурате во селото Тетиклер. Сместете ги вашите луѓе на погодно место и ќе чекате. Молам? Добивме информација дека таа ноќ ќе го нападнат селото. Сакам четата да падне во стапица, команданте. Разбрав, но многу се зачудив кај макаме. Од каде ја добивте оваа информација? Таен извор. Направете го тоа што ви велам. Таен извор, така? Команданте, четата да падне во стапица. Мртви или живи, сите да ги фатите. Толку. Разбрав кај макаме. Како ќе наредите?